Па не можам да кажам што и до кај сме, бидејќи сметав и се уште сметам дека она што излегуваше во јавност со бугарската комисија не направи штета. Добро. Моје лично мислење, не мора да е точно, и дека вакви комисии работат на чувствителни прашања кои што имаме всадено во нас некоја историска меморија која што не можеме се откажеме, разбирате. Не може никој да ни ја препише историјата. Разбирате. Туку е проблемот како тоа во соработка со такви комисии специјализирани и од другата страна да се најде заеднички некој јазик, формулации, пристап, као што кажав преска, поинаку да се третира некој историски настан, личност и така натаму. А не едностранно како што ние си мислиме и како што они си мислат. Дали разговарате во учебниците, да речеме, терминот Македонија во историјата, која држава како го тоа ние се држиме до Например, дали од 12 до 16 век терминот Македонија однесувал само на Грција? Не, точно тоа. Не можеме никој да прифатиме тоа. Македонија си била географски термин во Римската империја, имаш Македонија прима, Македонија секонда. Така да не се разговара за тоа. Горна Македонија, долна Македонија. Што сакате кажете го. Само работава е дека дојдено е до тој степен за да нас не присилат, научниците, да кажам, специјалистите за оваа материја и нас дипломатите, ако сакате, на некој начин, да најдеме решенија кои што нема да создадат тензии, нема да создадат анимозитет кај новите генерации. Бидејќи треба да учат на она што представува иднина, а не она што представува судири, колежи. Има ли некој успех во работата? Наоѓате ли лесно да речеме заеднички јазик? Тешко. Тешко, така? Тешко наоѓаме, но ние сме сепак напреднати и се надевам дека ќе продолжи ако има нова состав на комисијата, бидејќи кај бугарите се смени, може и кај нас ќе се смени. Верувам дека има расположение и кај нас и кај грчката страна да се приде кон продолжување на овој тренд што го досега ние направивме и да се влезе во еден по-релаксиран период, да кажем. На кој последен пат сте состанале на состанок? Последен пат тоа беше лани во февруари или март. Значи пред една година. Да, една година ништо нема. Требаше да се состанеме во јуни-јули, па имаше овие. За жал и кај нас, ама кај нив посебно, политичкиот фактор е многу влијателен врз работата на оваа комисија и кај Бугарија дотуше. Политичкиот фактор е многу осетлив на оваа работа, бидејќи и Мицотакис зависи од некој број на гласови и слично, кој што калкулираат сепак со калкулира. Добро, и али не тоа што може не е главна, да тоа што може да ни го откриете, а при таа средба за што разговаравте, за кој период, за конкретни настани, за што? Мислам дека малце се затворени тие комисии, дека луѓето не знаат многу што се случува таму. Видите, или така треба да биде? Така треба да биде, али сакам да кажам нешто што е за мене важно. Дојдовме до момент каде што грчката страна свати дека не може да бара само ние да извршиме некои промени, под наводници промени, што не е нормално, туку дека и тие треба да вршат промени. Во нивниот став, програмите пред се и учебниците. Например, што инсистирате вие дека треба да се промени кај нив? Вака нешто што е очигледно. Па очигледно е пристапот. Разберете ме, новинар сум, морам да прашувам. Не, прашате ме два пати, ќе ви кажам, ни ништо нема да ви кажам. Има еден степен на да кажам, слободно кажам, кој што малото дете го гајат во националистички дух, за да го ослободуваат после во средното образование и да го прават во европски дух во високото образование. И тој степен, вие кога малото дете ќе го натерате да размислува вака, тешко го менува после тоа своето мислење за одреден настан, за одредена личност, од својата историја, своето минато. Бидејќи он се поврзува со некои си таму херои. Сака да кажете дека грчкиот образовен систем, децата уште од мали ги обликува да бидат грци по нивната замисла. Ја ви кажувам, за овие 3-4 години ние забележавме дека во нивните програми пополека се менува оди кон европеизација на програмите за историја. Тоа можам слободно да го кажам и јавно го кажувам. Имаше поинаков пристап, поинаков одма после Преспа, дојде една министерка која што беше многу ригидна, и после сменија до душе, кој што пополека по програмите се гледа некоја друга тенденција.
што ние не го направивме тоа, некој наше херојство нема врска, туку дека сватија дека не може да се продаваат во некој си Брисел, некој си Париз или Лондон. Бидејќи Париз и Лондон ја направија Грција, да се разбереме во 19 век. Се согласувам дека најголема штета на работата на вакви комисии, вклучително и македонско-грчката и македонско-бугарската, каде што науката и дипломатијата заедно да ги спрегнат силите, треба да бидат оделени од политичката интерпретација. Најлошо е, па дури и кај нас имаше политичка интерпретација. И кај бугарите имаше политичка интерпретација, кај грците. Основата е следна: да ми дадеме време на времето на луѓето во комисиите да си ја работат работата она што значи струката, историчарите, антрополозите, сите оние што составуваат, социолозите, општествените науки, хуманистиката, сите тие науки, за да можеме да дојдеме до некакви, ајде да кажеме, барем да ги согледаме каде сме различни. Например, Коцијас во својата изјава во еден интервју на Телма телевизија на канал на Телма кажа: па ние знаеме дека има 41 славофони во Грција. Значи тој директно признава постоење тие славофони кои се? Тоа се македонци. Грчки државјани со македонска, како се тоа е нивен термин. Тоа треба кај ни веќе да зрее, тоа треба да се создаде амбиент со преговори со комисијата историска, со она што представува светската наука, светската хуманистика, тоа признание што го кажа Коцијас како врвен филозоф, врвен професор на Атинскиот универзитет, да биде преточено во дел од заклучоците од таа комисија. Или друг податок, на 1 јули ова година се навршуваат точно колку години од граѓанската војна во Грција, каде што се изврши етничко чистење, каде што беа над 150 села исчистени, бомбардирани, каде што македонскиот етнос кој што живееше на таа територија, пак ќе кажам, грчки граѓани со македонска самосвест беа натерени да се иселат. Тоа беше чистење, етничко чистење. И тоа треба да влезе во разговорите на таа нивната историја. Се извинувам, ќе се согласите дека работата на комисија е многу важна, бидејќи господинот Габер кажа, утврдиле дека грчката држава уште најмала возраст преку образовниот процес на децата, на грчињата им ги всадува националните и етничките чувства да бидат грци како тие што сакаат. Така што работата на комисијата утре може да направи модификација на учебниците, а со тој македонците кога ќе се образуваат, ќе го градат, ќе го градуваат своето национално чувство врз тоа што ќе го договорат во комисијата. Мислам, многу е сериозно прашањето. Не, сериозно, меѓутоа добро е што еве и нашата комисија сега бугарско-македонска многу не излегува со изјави во јавноста, што е добро, зашто сепак има некои работи кои што се стручни работи. И не се дефинитивни. Не се дефинитивни. Например, дискусијата, пазете, еве она го зачна Виктор, многу важна работа. Например, бугарската страна, со должна почит, пак ќе кажем, покренува прашање, ајде да дискутираме за Охридската архиепископија. Како ќе дискутираме за Охридската архиепископија, кога една црквата е одделена од уставот, не е во уставот. Може да дискутира архиепископот Стефан, може да дискутира синодот. Меѓутоа државата кај што нема допирна точка со црквата, не може да дискутира за тоа. И вие тука имате, како да кажам, аргументи кај што може да им се спротивставите во дискусијата и да кажете, ние по тоа прашање не може да дискутираме, ќе го упатиме вашиот патриарх со нашиот архиепископ, синодите да седнат и да го разгледуваат тоа прашање. Едноставно, вие во таа комисија мора да бидете поливалентни, да најдете решенија, мудри, да бидат практични решенијата, за да може да дојдете до исходиште. И според мене тоа треба да трае 30, 40, 50 години и не преку политика, тоа треба да биде преку УНЕСКО. И не да не блокира заради тоа. И да не блокира заради тоа. Кој е филтерот тоа што ќе го договорите или што може во иднина ќе го договорите да каже дека ова е тоа и оди во учебникот. Член 8 став 5 ние имаме должност да дискутираме и да евентуално меѓу себе да предложите решенија? Не, решенија ние не предлагаме. Ние препораки правиме. Препораки до влада. Препораките ги одат после тоа на влада, на совет, на двете влади да се седаваат и тие препораки преку Министерството за образование ги спроведуваат или не ги спроведуваат. Нас и грците не ставаат у ситуација, политичарите што подпишале, вика, доколку се сложат двете комисии, двете делови од комисијата, доколку се сложат, ќе направат препораки. Разбирате? Има и формула која што ни отвара нас можност
да кажеме за ова не се согласуваме, да видиме и с другото и идеме даље и така да. Добро. Малце да одиме сега во сегашноста да се вратиме, покрај тоа што и ова што го зборувам има големи импликации врз сегашноста, меѓутоа уште повеќе во иднината. Го споминавме зголемената активност на владата на премиерот за во рок од една недела беше во Америка, потоа отиде во Турција на средба со Ердоган, потоа во Будимпешта. Дали ова на некој начин, или ова економско, да речеме, обиди за економско поврзување, може да се гледа како своевиден субститут на блокираните европски интеграции? Најпрво, проактивната политика секогаш носи плод. Она што вие ќе го направите за себе, друг некој не може да ви го направи за вас. И да очекувате некој друг да мисли за вас, ако вие самиот не мислите за себе. Ова економска активност не е само економска активност, и политичка е. Барање пријатели, создавање лоби групи за вас. Се согласуваме дека политиката кој ќе ја поедноставиме, економија ќе стане на крај. Имавме примери ние. Во времето од 2006 до 2015 имаше една политика македонската тогашна влада на роудшоу. Тоа роудшоу донесе инвестиции кои што сега учествуваат 70% во македонскиот извоз. Независно дали е тоа Джонсон, Мети Джонсон, дали е Дрекстер Мајер, Кронберт Шуберт и слично, Ван Хол, не е битно. Важно е дека тоа донесе огромен капитал во Македонија, кој што сега околу 5 милиарди евра учествува во нашиот извоз во земјите, најголем дел од Европската унија. Джонсон, Британија, овие во Германија, Дрекстер Мајер и Кронберт Шуберт. Не е битно. Битно е дека таа политика на отвореност, на покажување на добронамереност, чувство за сенс да го разберете другиот. И пазете кај кого го одиме. Одиме кај Соединетите американски држави, стратешки партнер на Македонија, одиме кај Турција, кој што е исто така според мене, од моја гледна гледање, вториот стратешки партнер на Македонија. Секогаш, кој што има интереси на Балканот и историски интереси. Отоманската империја била до Сава горе, до Босна и Херцеговина. Па ја споменувате зелената трансферзала. Па има тука секакви интереси, конфесионални, етнички, секакви интереси. Но факт е дека Турција и денеска е во првите 12-13 држави во светот по својата економска сила. Факт е дека Турција е членка на НАТО, како што сме ние членка на НАТО. Факт е дека Турција во овие 35 години искажувала пријателство кон Македонија. Вие знаете дека единствено Турција под фуснота во нашето зачленување во НАТО не држеше како Република Македонија. Не се согласи на употреба на акронимот во НАТО. Тоа значи пријателство. Кога доаѓал Џул, тука кога доаѓал Ердоган и пријателство во бизнисот. Вие имате тука Халкбанк, имате Халк осигурување, имате градежни компании. Одете на плоштад Македонија кој се свртат околните згради само реклами на турски компании се. Тоа е овој регион на Балканот, наречен Западен Балкан, во некоја таму проекција при бомбардирањето на Србија, Весли Клар го употреби 99 година во Истанбул, бев таму со Аднан Чахов. Генералот. Да, генералот Весли Клар. Значи, тука Турција сака да биде присутна и нас тоа ни одговара. Ни одговара. Ако бидеме паметни, на Универзитетот Гоце Делчев учат странски студенти од Турција. Тоа е прилив за Македонија. Штип се гради, се градат станови, млади брачни парови. Тоа е се прилив за Македонија. Исто така и она сега политика што ние имаме прв пат после толку години пријателство. Знаете, ние малку со подценување гледаме на нашите врски, иселеничките врски, нашата емиграција. Ние сега имаме човек, Крис Павловски, чии што двајца негови лични пријатели, едниот е подпредседател на државата, другиот е министер за финансии. Знаете каква моќ е тоа? Вие да дигнете телефон, нашиот министер за финансии да разговара со американскиот министер за финансии. Вие нашиот председател или нашиот премиер да разговара со подпредседател на Америка. Тоа се клучни врски. Што не го искористиме ни Лазар Мојсов, Виктор го познава Лазар Мојсов, каков човек беше тој, какви врски имаше во Соединетите американски држави. Тоа се големи моменти. Како што Борисов имаше шанса да разговара со Меркел директно за клучни прашања за бугарската држава. Тоа Македонија сега го прави. И тоа го прави и со Унгарија. Со сите оние, нели, каков одек има во јавноста, Унгарија е сега анфанте рибал во Европската унија, таа ги кочи процесите. Не. Унгарија ги гледа своите национални интереси исто толку колку што ги гледа Макрон француски национални интереси. Исто толку што ги гледа Мерц. И во тој контекст, оваа политика е многу добра.
проактивна и така треба да продолжи. Сега треба друг тур да се направи. Австрија, Словенија, Хрватска, Италија. Тоа се земји со кои што имаме огромни трговска размена. Во првите 10-15 земји сите овие што говориме, Турција, Унгарија, Италија, Австрија, Словенија, тука се тие. И затоа треба да инвестираме во таа соработка. Запосетиве мислите, да? Да, апсолутно. Во светскава геополитика, да кажам, бизнес политикава глобална со Трамп дојде до посебен израз. И сега изгледа и нашава влада тука се прилагодува на тие тенденции, да кажам, и овие сите нивни посети ја ги гледам во тој контекст на инициирање на желба да се унапреди нашата економска соработка со овие земји. И не беше толку гласно најавена посетата во Турција, како што беше во Унгарија заради кредитите и така натаму, за имплементација на тоа договореното. И отиде во Турција. А Турција е, како што вели господинот Ѓорчев, навистина голем партнер на Македонија. Подсвесно, она смета дека е тоа нивна зона на интерес. Предимство и даваат на оваа зона на интерес. Балканов како една европска територија, преку која што Турција и во османскиот период имала влијание во цела Европа. И затоа велам дека Ердоган, преска исто споменав, можел, а и може нашите направиле некој дил од својот фонд, кој што е навистина огромен, за разлика од Унгарија, каде што одеше по други канали, да инвестира во некои зафати во Македонија, кој што на турскиот капитал би му донеле некој бенефит. Не само на нас. И на турската држава, нормално. Тоа е двостран канал. Али сега ги најавиле когенеративни гасни централи кои што стратешки инвестиции. Велам дека тука е тој турски интерес кој што треба да се искористи. Не ова банкава што е тука или тоа што знам Мамстор и се тоа. Тоа е многу поситно од негали што може да го направи Ердоган, бидејќи сега он го менува уставот, луѓе. По трет пат. Курдите ги привлекува и го натера Оџалон да прогласи прекин на влегува во еден историски чекор. Ќе речете вие ова е авторитарен однос кон државните работи. И е. Ама е успешен. И е. Што рекле старите, во Америка имаш и 2 мандата, па после тоа сите сме истрошени, така викаат американците барем. Он веќе 4ти мандат прави нешто што за Турција носи некој бенефит. Сега ти како мала земја треба да се прилагодиш. Ако видиш дека имаш интерес, што викате ова, инвестиции во некои основни наши потреби, иако нормално тука е грчко-турскиот секојаш уподсвест на турците и на грците. Имаме проблем со тоа, верувајте, ние како земја не треба да се определуваме ни на едните ни на другите, туку треба да имаме една отвореност према едните и према другите, за да можеме да го искористиме овој момент на клацкалицата, за да не влеземе во некои односи кои што нас ќе не доведат во многу лоша ситуација. Што би можело да не доведе во лоша ситуација? Па ако само се определиме за турскиот капитал, например. Ако заборавивме првите 5 или 6 години, 10 години кога грчкиот капитал овдека ни помогна за да малце се застанеме на нозе. Разбирате? Имаме значи со сите комшии треба да бидеме доста одмерени при правењето на политички чекори кон другиот сосед. Како едно кратко одговор ќе ве замолам. Имавте нешто да дадете? За грчкиот капитал. Повелете. Ајде. Значи да не забораваме Стопанска банка, нашиот клучен банкарски систем беше купено од Етники Трапеза, Hellenic Bank of Greece. Нашиот најголем ремерен комбинат беше купен од грчки стопанствени. Окта. Да, Окта, нашата рафинерија, единствена рафинерија, ја купи Hellenic Petroleum. Во Струмица нашиот комбинат, тутунскиот комбинат го купи грчки бизнисмен. Значи ние донесовме отприлике влезот на грчки капитал беше околу 3 милиарди марки во Македонија. И така што ние со Грција треба да продолжиме, тоа сакам да кажем, да работиме. Затоа што секоја година, но грците имат бенефит од нас. Секоја година најмалку половина милион македонци летуваат во Грција и трошат 300 милиона евра секоја година на плажите во Грција. И сега купуваат имоти. Инвестираат, го дигаат грчкиот брут општествен производ. Многу македонци, верувајте, ако тргнете и према делот што е
на островите и према Кавала, многу македонци имаат интерес, купуваат, градат, инвестираат и на некој начин тоа е добро за соработката меѓу двете држави. За соработката се подига културното ниво соработка и стануваме подобри пријатели. Ние мислиме дека се познаваме со грците и бугарите. Не. Бевме два различни система. Едниот беше Варшавски пакт, ние бевме Бугарија беше Варшавскиот пакт, ние бевме неврзаните, овие беа во НАТО, ние живеевме во паралелни светови. Сега почна да живееме ние реално да се познаваме со бугарите. И двајца сте прилично искусни во дипломатијата. Кога имаме вакви големи светски потреси, како сега со доаѓањето на Трамп, некои велат светската политика наопачки се преврте. Колку е важно во моментите кога сите држави, вклучувајќи и Македонија, си наоѓа сега место во новата геополитика, самата држава однатре да е кохерентна и стабилна? Тоа е прашање за $1.000.000. После се вратам повторно на политичка култура, кај нас. И која што не е иста како што беше, да кажеме, 91-95. Само да дам контекст зошто ве прашам, за да бидам сигурен дека сте ме разберен. Например, сега кога имаме вакви големи потрести, имаме, последниот случај да речеме со Дуи, кој што вели дека ако не се исполнат нивни некакви барања, Македонија ќе влезела во голема политичка криза, ќе направиле локалните избори да не се одржат и така натаму. Да речеме, некакви потреси се најавуваат внатре во државата. Зошто се ослабува сега или се прават обиди да се ослаби државата однатре, кога имаме вакви големи теми прашања? Дуи е еден фактор, ВМРО е друг фактор, за да се омее трет фактор. Тоа се сте фактори кои што имаат своји одредени политички цели во одреден момент, за да се факторизираат. И тоа не можеме да го избегнеме. Забележете, јасно прашањето ми е дали обидот за нивно факторизирање како што велите се прави врз ослабување на државата од внатре. Со најавување на секоја најава за дестабилизација лошо за поставување на државата на меѓународен план. Било какво разногласие за темелните вредности на држава, безбедност, монетарна политика, политичка стабилност плюс. Не зборам за овие монетарна политика, што те знам, фискална политика. Чим тие работи се руинираат од одбраната, полицијата и сето тоа, тогаш ние на меѓународен план сме многу едва и чека некоја си тајна служба нешто да ни направи беда. Зборот ми е, времето покажа дека мора да се соработува да се има почит едни према другите. Едноставно, не можеш, јас бидејќи те познавам каков си добар човек ваму таму, али кога ќе дое политички да разговараме, ја и ти да се разделуваме. Не е точно. Твоето политичко мислење и моето политичко мислење треба да ги најдеме заедничките моменти за да направиме подобро, за да може и, да кажам, господинот Ѓорчев, да има бенефит од оваа наша согласност. Разбирате? Многу сме ригидни и неизживеани сме. Дотуше ќе речете, па чекајте, имаме 30 години држава, луѓето имаат 250 години. Америка има што знам уште колку, Австралија има уште колку. Треба тоа да зрее, треба генерации да поминат. Ама ние сега живееме и нас не боли кога правиме вакви грешки. Кога дестабилизираме со некоја изјава која што ќе не извлече од контекст. Ние се одиме кон Европска унија, кобајги, а овој вика, нема да има локални избори. Каква е таа демократија? Каква е таа демократија? Тука се потврдува волјата на народот. Било какви избори, ако се секој 4 години, секој 5 години, тоа више имаш систем. Не можеш да го нарушуваш системот. И зрелоста на политичките партии. Политичката зрелост. Значи, едноставно, таквите пораки, прво се недолични од аспект на една политичка партија која што учествуваше 18 години во власт. И добро ги знае перформансите кои што ги има Република Македонија и внатре и надвор со своји присутни амбасадори, со своји челници како министри, потпредседатели на влади, се знае како функционира Македонија. Таквите изјави градоначалници имаат. Таква изјава за учествување на локалните избори е директен атак врз уредувањето во државата и загрозување на безбедноста. Затоа што во Македонија, не заборавајте, ние малце заборавивме што значеше шарената револуција во Македонија. Се распадна безбедносниот систем и се растури целиот безбедносен систем. Пропадна Агенцијата за контраразузнавање. Агенцијата за разузнавање беше декласирана. Сега градиме нов систем.
И се повторно ли е потребно такво растурење на државата? Некој ќе рече сега, па толку биле силни, ако може Пазете, не. протести да ја растурат. Македонија пулсира во ритм на агентурски артерии. Агентурска артерија српски, бугарски, грчки, албански, странски, германски, БНД, други, трети, ЦИА, тука се во Македонија, немојте да мислите дека не се. Сегде ги има. Сегде ги има. Ама сегде ги има. Ако вие не се позиционирате и јасно кажете што е целта на ДУИ, кој е ДУИ, зошто го прави тоа, дали се базира на концептот за слабење на македонската држава, дали се базира за нешто друго. Вашето лично мислење зошто се прави ова? Па видете, јас имам своја теза за ДУИ. Прво ДУИ, самиот ДУИ, на станакот на ДУИ, тој беше политичко крило, како Шин Фейн, на терористичката организација која што влезе во Македонија, нелегитимна вооружена формација од меѓународен протекторат. Тие беа внесени од странски разузнавачки сили во македонскиот парламент. Не по волјата на албанскиот народ. Македонија имаше албански партии кои што беа промакедонски. И ДПА, и ПДП, и НДП, и кои што работеа. Ама знаете дека тие партии за време на војната 2001 година во Косово на состаноти со Али Ахмети? Не е точно, јас бев во влада. Јас точно знам што зборуваше Арбан Джефери и што збореше Мендух Тачи се до оној момент што збореа пред американската амбасада дека тоа се терористи. Дека тоа Зборам за подоцна во војната. Подоцна веќе летоска. Подоцна се вклучија странските агентурски артерии. Дојде она госпожата Анампур, дојдоа после други луѓе во Македонија, Добре, има различни толкувања за фазите во кои што дојдовме до ова што дојдовме. Не, меѓутоа јас кажувам мој став, нели? Јас си кажувам мој став. Мислам дека ДУИ од тој факт ДУИ се представува како единствен репрезент на албанската етничка заедница во Македонија. И тоа е голема грешка. И он се представува како дека тоа е достигнувањето на демократските права на албанците во Македонија, што не е точно. Што работеше Арбен Джафери, што работеше Абдурахман Алити, политичари со дигнитет, политичари со големо знаење, политичари кои што ја градеа политичката култура на албанците во Македонија. Затоа ДУИ ќе губи се додека се поистоветува дека тие се единствена политичка манифестација на албанското политичко битие во Македонија. Добро. И благодарам и на двајцата. За жал не истече времето. Ту уште колку да кажем. Да, нека биде тоа еве отворена покана и друг пат да дојдете во емисијата. Добро, ние сме постари па си дозволуваме. Така, ви благодарам уште еднаш на двајцата за учеството во вечерашната емисија. Почитувани, ви благодарам и вам. Имајте убав викенд и останете со програмата на Канал 5.